постелката и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели во цели свет. Мир вам, слава ти Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, така и во Твоето срце, така и во моето срце лебот наш насушен ова живо слово. Ти благодарам што ни го даваш и денеска. Го повикувам Твоето име, Господе Исусе Христе, да дојдеш во моето срце, овие зборови да бидат исполнети со Твојот дух на љубовта, со Твојата сила. Ти да зборуваш од мене, Ти да бидеш учителот, Ти да ме учиш, Ти да ме водиш, Ти да ги победиш сите сатански тврдини во сечи ум. Во името на Господ Исус Христос сега го врзувам сатаната и секој демон што се нафрли врзмени врз секој еден од вас кои го слушате ова слово, да ви го отвори умот, да го разберете словото, да го примите живото слово, словото кое дава живот во вашите срца, да бидете синови и ќерки Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Да бидете вистински негови представници на земјата, да бидете живи христијани, живо христијанство, активно христијанство во дела. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Евангелие според Лука читаме 18-та глава од 15-тиот таму неге до 31-тиот стих. Исус ги благословува децата. Ние велиме деца мали и големи. Дали сум мало или големо дете? Не зборуваме за физички. Духовно сум мало секако. Некои луѓе му ги носеа на Исус своите дечиња и јас тоа го предполагам, го препорачувам да ги носите децата кај Исус за да ги благослови. Исус се благослови, ги враќам во Твоја собственост овие деца, полагајќи раце врз нив. Полагајќи раце врз нив, кога Исусовите ученици го видоа тоа, почнаа да ги одвраќаат децата. Пазете, Исусови ученици ги одвраќаат децата. Пази да не бидеш Исусов ученик во наводници, кој ги одвраќаш децата. Но Исус ги повика децата кај себе и рече: пуштете ги децата, оставете ги децата да доаѓаат и не спречувајте ги, зашто Божјото царство им припаѓа на таквите како нив. Значи, Божјото царство е за мали деца. Да бидеш деца, дете на небесен татко. Тој е однос, татко на небесата и деца на земјата паднати. Ве уверувам дека тие што нема да го прифатат Божјото царство како мали деца. Ти веруваш како детето што верува. Детето има верба. Нема да влезат во него, ако не бидете како овие мали деца. И ти треба да го вратиш тој однос татко на небесата и дете на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Одиме богатството како пречка. Богат човек, Бог богат, Бог е богат, ти немаш ништо. Еден од еврејските старешини го праша Исуса: добар учителе, што треба да сторам да се здобијам со вечен живот? Ова вистински се случи во Јерусалим, бевме со една заедница, нашиот пастор добар, и јас станав и реков: никој не е добар освен единиот Бог. И тоа е целата суштина. Исус му одговори: учителе добар, што треба да сторам за да се здобијам со вечен живот? Добро е да го поставиш тоа прашање. Што треба да направиш? Не треба да седиш, да дремеш. Исус му одговори: зошто ме нарекуваш добар?
Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, само Бог е добар и никој друг препев. Никој не е добар освен единиот Бог. Заповедите ги знаеш, не врши прелюба. Не е само физичка. Не убивај, не кради, не обвинувај лажно, почитувај ги татка си и мајка си. И други, почитувај ги татка си и мајка си. Пази сега, човекот одговори, спрема сите овие заповеди се придржувам уште од својата младост. Слушајќи го ова, Исус му рече, ти недостасува само уште една работа. Продај се што имаш. Продај. Раздели им ги парите на сиромасите и ти ќе имаш богатство на небото. Потоа дојди и биди мој следбеник. Биди мој следбеник. Некогаш богатството не е само материјално. Тоа што ти мислиш, тоа што ти имаш, титула, позиција, семејство, имот, така е. Треба да оставиш се. Пазете сега. Кога го чуо ова, човекот се разочара зашто беше многу богат. Ние имаме со себе богат е доста, а не дава ништо, малку дава. Забележувајќи дека човекот се разочара, Исус рече колку е тешко богат човек да влезе во Царството Божјо. Полесно ќе се спровре камила низ иглени уши. Иглени уши отколку богат човек да влезе во Царството Божјо, значи кај што се наденува конецот во иглата, имала една порта, се викала иглени уши во Ерусалим. Рахмасан дала менделахан, и тоа е целата суштина. Тие што го праша, го слушаа, го прашаа тогаш кој може да се спаси. Кој ќе се спаси тогаш? Тешко е тоа. Луѓето се врзани за материјалниот свет. Исус им одговори, тоа што не може да го сторат луѓето, може да го стори Бог. За Господ се е можно. Па што има тоа врска? Па има ако му дозволиш да се насели во твоето срце, тој да зборува, тој да действува, да се откажеш од себе си, тоа е богатството твое. Петар му рече, ете ние оставивме се што имавме и станавме твои следбеници. Исус одговори, ве уверувам дека, а потоа пак се откажа од него кога го распнаа Исус, нели, ве уверувам дека секој што оставил куќа, жена, браќа, родители или деца заради Божјото царство, ќе добие многу повеќе уште на овој свет, а и вечен живот во идниот свет. Знаете, ако ги сваќате буквално овие работи, не ги разбирате. Дали нешто стои меѓу вас и Исус, што не ти дозволува, например, да сведочиш, да работиш за Царството Божие, да дадеш се, си живееш во твојата лагодност. Уживај, душо моја. Знаете? Потоа Исус трет пат ја предскажува својата смрт. Исус ги поведе со себе 12 своји ученици и им рече: слушајте, сега ќе влеземе во Ерусалим, каде што за Синот човечки ќе се исполни се што предскажале пророците. Значи, тој знае каде оди. Знае и прифаќа. Тој ќе им биде предаден на римјаните, кои ќе го исмеваат, ќе го навредуваат, ќе го плукаат, ќе го камшикуваат и ќе го погубат. Значи, израелците не го убиваат, они им даваат на римјаните. Но на третиот ден тој ќе воскресне. Меѓутоа учениците не разбраа ништо од ова. Овие зборови им звучаат таинствено и им остана нејасно Исус што сакаше да каже. Затоа е важно да го молите Господ Исус Христос да ви го отвори умот за да го разбирате Словото, за да го отвори умот треба да му дозволиш да влезе во твоето срце, со срцето да разбереш, да се покаеш, да те исцели, да примиш сила, да се промениш, да му дозволиш тој да те учи како да постапуваш, не да постапуваш по свое. И сега тие дискутираат, например, дали имало демони на озборување на... Падите, го имаме тоа запишано. За секој лош збор ќе одговарате и си толку од свое. Нема такви, тоа било укор, тоа било вака, ти како што си мислиш. Немаш оправдание. Не може ти како што мислиш. Волјата е негова, он зборува, он действува, немаш оправдание, изговор, дека не се исцелуваш. Немаш, па ти имаш такви моменти.
Не се оправаш, не се поправаш, не се менуваш, не се предаваш во Исус, не се Христородуваш, не се љубородуваш. Ти си закоравен и закочен. Во срцето ти е тесно, тврдо срце, споро срце, стоиш врзан во калта, те држи сатаната за нешто. Блуеницата, калта, не се предаваш во Исусовата љубов, не потпишуваш капитулација, мислиш дека си во Исус. Не се враќаш во Исусовата љубов. Си имаш сатански тврдини во умот. Душата, срцето, умот, своји мисли, своји планови, оправдувања, зошто е така, како дошло, па вака, зошто не се оправаш, немаш оправдание човеку. Словото Божјо не се враќа празно, Словото не изневерува, не се враќа празно, ти си празен, поразен си, без духот Исусов, ти си во духот на овој свет, ти си поразен, празен во себе. Имаш тврдини во умот, не попушташ, се држиш до своето, се држиш како некое куче што ја фатило коската и се тегне. И ти треба да донесеш одлука, решение да исчекориш во Исус, или да си останеш во себе си, да го оставиш тоа што мислиш дека е твое богатство и собствено, зашто Словото Божјо е живо. Ти треба да се оставиш, тоа е тој богат што нема да влезе и дејствува. Тоа е живо и дејствува, ако не дејствува во тебе не му дозволуваш и е поостро од секаков меч со две острици, едната од инатамо, едната кон тебе. Зашто Словото Божјо е живо, дејствува и навлегува до разделување на душата на стариот човек и духот, новиот човек, до зглобовите и мозокот каде што имаш тврдини во умот и ги проценува мислите и намерите на срцето. Мисли и намери на срцето, Евреите 4:12. Не можеш ти со твоите мисли да бидеш христијани. Тоа тешко го разбираат луѓето. Малку ќе ги пуштиш, ќе почнат да дискутираат, да обвинуваат. Друг препев, Божјата порака е жива, делотворна, поостра и од најостриот меч со две сечила. Таа пробива длабоко во нас, до нашите најдлабоки мисли, намери, соголувајки ги душата и духот во нас. Мора да се раздели. Кај тебе има отпор, ќерко, синко, да се предадеш, да се претопиш во љубовта, да му предадеш се. Тоа е тоа богатството. Себе си сиот, да се вратиш во духовно единство, заедништво со Исус и Отецот Небесен, зашто тој плати, тој те откупи. Ти не можеш да платиш, ако треба да плаќаш, ќе плаќаш милениуми во духовниот свет или овде. Нели, зашто Царството Божјо е во вас внатре. Царството Божјо треба да е во вас внатре, Лука 17:21, внатре во срцето, но само ако Исус Христос и Отецот Небесен живеат во тебе во духовно заедништво. Кој живее во твоето срце е прашање. Кој живее во моето срце ако не се Исус и Отецот? Што ми е на срцето, што ми лежи? Пазете, духот на овој паднат свет живее. Дали му ги отвори срцето на Исуса и Отецот Небесен? Дали сакаш да се соединиш со нив во љубовта која никогаш не престанува, или си уживаш во светот, си живееш богат си одиш ваму таму, духовен туризам, религиски? Дали сакаш, како што беше во Ноевите дни, цитат, така ќе биде и во деновите на Синот човечки? Јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот, па ги погуби сите. Лука 17:26-27. И тоа е таа суштина, тие си живеат ден за ден, го трошат времето на милост, живеат вон законот, царскиот закон на љубовта и понатаму живееа и умреа, беа умрени, мртви во светот,
телото без дух е мртво, христијанинот без дух е мртов, црквата без дух е мртва, исто така како што беше во Лотовите дни. Јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, дзидаа, но во денот кога излезе, мислеа, анализираа, филозофираа, кога излезе Лот од Содом, од небото, оган и сулфур падна и ги погуби сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Лука 17, 28, 30. Дали живееш врзан, поврзан со светот или со Исус и Отецот Небесен? Истото ќе се случи кога ќе се вратам јас. Исус вели Синот човечки, Лука 17, 30. Ни вели Исус потоп, оган, сулфур од небото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Овој свет ки нисува кон крајот. Дали живеам во светот и сум мртов без дух, или живеам променет, но вороден во Исуса Христа? Важен момент. Во светот ќе имате маки, но не плашете се, зашто јас го победив светот. Јован 16:33. Исус го победи светот ако си ти со Исус во заедништво, ако му дозволиш, и ти ќе го победуваш светот. Друг препев вели, додека сте во светот, ќе доживувате страдања, но разведрете се, радувајте се, јас го поразив светот. 16:33. Исус, светот е поразен и луѓето кои живеат вон духовното единство со Исус се мртви, бесилни, болни, без духот исцелител, цитат, тврдоглави и необрезани во срцето и ушите. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, така и вие, Дела 7:51. Друг препев, вие сте тврдоглав народ. Длабоко во себе вие сте како паганите. Глуви сте за вистината и вие, како и вашите предци, постојано му се противите на Светиот Дух. Дела 7:51. Тоа е тој момент, тој отпор. Не му дозволуваш на Духот да те води, да те учи, обликува. Ти постапуваш по свое, излегуваш од царскиот закон на љубовта си, имаш своја волја, своји мисли, своји ставови, своји идеи. Ти сам го толкуваш Словото. Тој е тој дух квас фарисејски. Зато треба да си бесквасен леп, да оставиш се земно. Да оставиш. Да почнеш како бебе духовно, да му ја подадеш раката, испружи ја раката, душата, срцето кон Исус, тој да те води во духовно движење кон Царството Божјо. Самиот не можеш да стигнеш. Дали си спротиставен на Исус и Отецот? Тоа е сатанската, падната природа. Дали се врати, даде, вети на Исус за секогаш, му се подари, му се поклони во дух, духовно да те води. За секогаш немаш оправдание. Ти се уште живееш со сатаната, не сакаш да се промениш, не попушташ, имаш тврдини во умот. После толку време, одеднаш ке излезе нешто, јас мислам дека ова не е вака. Пази, ти мислиш, во тој случај Исус вели, бегај од мене, сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо. Исус вели, јас не решавам кој ќе седи од десната и од левата страна. Јас не зборувам од себе. Јас не вршам дела. Духот ги врши делата. Тоа е тоа што треба да го научиш, а тие делумни божемни христијани си живеат по свое, си ја извршуваат својата волја, самите си прават како што сакаат
Тие мислат, чувствуваат, толкуваат. Тоа е квасот фарисејски. Ги проучуваат словата. Мислат ќе им даде живот вечен. Значи ти сега паднат, го проучуваш словото на семокниот Бог. Наместо да му дозволиш духот да зборува, затоа вели не барајте мнозина да бидете учители. И ние имаме непокорни христијани, има отпор, има љубомора. Тоа се демони на чувства, на состојби, на идеи, на амбиции. Не се оставаш себе си. Не попушташ, не се даваш. Ти постапуваш по твое и мислиш дека си христијанин. Исус вели нека биде твојата волја. Тоа е важен момент. Не си христијанин. Ти мислиш дека си христијанин, имаш барикади, тврдини во умот, имаш изопачен ум, сатански ум, паднат ум, спротиставен си. Наместо да му се предадеш, да му дозволиш да те учи, обликува, да те роди, да бидеш христијанин, да бидеш облеан и роден во љубовта. Променет, да победуваш со Исус во заедништво, тогаш кој ќе се спаси? Добар учителе, што треба да направам да се спасам? Зошто ме нарекуваш добар? Што треба да направиш? Па почитувај го законот. Кој е законот? Љуби го својот ближен како себе си. Дај му се што имаш. А тој вели, го почитувам, се сум направил, но остави уште нешто, што не си направил. Па продај се што имаш. Продај. Откажи се од себе си. Раздели го на сиромаси. Ти биди жив камен, ти раздај се, ти биди лебот на животот, ако духот те води. Видете сега, колку е тешко богат да влезе. Он си се фатил, се држи до своето, има имот. Не дава толку. Некој посиромашен повеќе дава. И ќе видите дали тој вели татко, дали сведочи јавно за Исус, дали му дозволува духот да го води. Он зборува за духот, а го води духот на овој свет со мислите на стариот човек, тој како што мисли. Ти носиш одлуки или му дозволуваш на Исус да донесе одлука. И тоа е најтешко да им објасниш на луѓето кои не разбираат. Мислат дека се христијани. Они мислат дека духот е тоа што ти си мислиш самиот. Колку духа има? Кој може да се спаси? Добро прашање. Па се е можно за оној кој верува. Се е можно за Бог. За луѓето што не е можно, за Господ е можно. Па дозволи му на Исус да живее во твоето срце, да ти покаже како да простиш, како да љубиш, како да се покаеш, како да ја примиш власта во силата од десната страна, како да ја остваруваш неговата волја. Неговата волја. Духот дува каде што сака. Никој нема власт над духот, а ти си постапуваш од свое. Ние оставивме се и станавме твои следбеници, Петар, а потоа се откажа. Потоа бараат да седне од десната страна. Исус им вели, да оставиш се, значи да се претопиш во љубовта, да се родиш во Исус во љубовта. Ве уверувам дека секој што оставил куќа, пазете, врзан си за тој имот. Жена значи и црква и душа, и партнерка, нели? Браќа, овие тука некои телесни врски во светот. Родители, кои се или во не се во Исус, знаете, но тоа не значи да не ги љубиш. Или деца заради царството Божјо. Да оставиш треба. На прво место да ти биде Исус. Ќе добие многу повеќе уште на овој свет и вечен живот во идниот свет. Па што добиваш? Па првен добиваш мир. Ти се осветлува одвнатре состојбата. Зошто сум овде? Што треба да правам? Зошто луѓето умираат? Зошто немаат доволно љубов? Зошто си паднал на земјата? И како да се вратиш? Кој ти дава сила? Кој те љуби до крај? Љубовта никогаш не престанува. Таткото кој е љубов, ти да станеш дел од таа љубов. Да се претопиш во него, да извршуваш неговата правда, неговата волја, он да зборува низ тебе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Татко, во името Исусово ти предавам се што имам, се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, ја прифаќам твојата волја. Дојди во моето срце и помогни ми. Те молам за исцелување на мојот народ кој живее, кој гине од незнање. Ја предавам заедницата во твоја собственост, моето тело и душа, семејството, децата, родителите, партнерите. Македонија ја враќам во твоја собственост.
Ти да се грижиш за неа. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Исусе, Те љубам, Исусе. Останувам во Твојата љубов, не за сатаната и смртта, нашето да биде да. Да за Исус во мојот живот, не за сатаната. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас, се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. И денеска го објавувам Царството Божјо во моето срце и душа, во мојот имот, го кревам духовното знаме Исусово. Јас те молам за водство, за сила до последниот ден, за сите што си ми ги дал, ниеден да не загубам. Им простувам на сите, те молам за моите непријатели, јас немам непријатели, ги благословувам, ги љубам сите, ја враќам и Македонија во Твоја собственост. Останувам да победувам во Твојата љубов, од земјата до небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе, силата Исусова со вас, љубовта Исусова со вас, мирот Исусов со вас, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, во секого Исус. Амин. До Божиот Царство Небесно. Амин. А ти, брате и пријателе, дали остави се земно и тргна по Исуса Христа, по тесната патека на духовно движење, да се вратиш во Царството Божјо, кај љубовта која никогаш не престанува. Амин. Тебе ти велам, стани и оди, земи ја постелката и оди си. Верата Твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели, оцели свет.